Знаете, ја имам зборувано за тоа дека стоиме пред лицето на Бог, но понекогаш е доволно само да легнеме пред нозете на Бог и да му дадеме слава и чест на нашиот Господ, зашто тој е достоен за слава. Не познава, не знае доволно и е достоен за секоја слава, за секој величење во нашиот живот. Така да комбинација од стоење и лежење пред нашиот Бог е добра основа да можеме да славиме и да очекуваме оно што сме го барали да го добиеме. Амин. А тоа е да живееме живот заедно со Бог, а не одвоени од Бог. Ако една од главните Христови реалности што ги донесе во светот беше дека дојде да го смени светот, а не светот да остане ист. Светот по многу нешта е сменет, но главната промена што Христос е донесе, што потекнува од лично откровение, а уфаќа цели групи, цели нации, е она кога Исус ќе ве допре, понекогаш не сте знаеле никако, понекогаш не сте не очекувале дека така, али ќе ви го стопи на таков начин срцето, што тие што не се покаале ќе се покаат, тие што се покаале еднаш ќе сакаат што имаш. Вау. Во Малахија ме потсети песната "Сонце си моја" и "Жолтиот тепих", вика: "И ќе изгрее сонцето на правдата, и во неговите зраци ќе имам исцеление." Пророкувајќи за Христос и за тоа што ќе пострада на крстот, каде што повикувајќи се на совршеното и завршено дело, ние имаме исцеление, ние имаме победа, што може би некогаш не ја гледаме, но убаво да се повикуваме на истата. Вау. Амин. Денеска зборував за, не планирав и вечера да зборувам, али така испадна. Реков ја некако на замена одам. И тоа, во хокејот имате брзи измени. Што значи тоа? Одма да реагирате на работите. Али го кажеме тоа, затоа сме динамична црква, затоа сме црква која знае и да оди по уредбите, но знае да оди и по водството, или не мора се каже да е водството на духот, но под динамиката која наложува, супер, добре, која наложува самата ситуација, настан или било што и да е. Така да, еве сум пак ја тука, само смени повлеката, али проповедта ќе биде иста. Тешко, не знам дали ќе можам истата и дали е воопшто и потребно, зашто ги имате и на Facebook, нели, да ги слушате и на YouTube, али како е да верувам дека ќе имаме добра дружба, добра служба, добра проповед, добра храна, како што имаме добро славење, да можеме да испаднеме, ако може за малку поохрабрени, ако може за малку поутешени, малку нека биде. Ако може малку попораснати, малку, али да биде. Амин. Супер што се согласиме така. Малку сме и мислам дека онака добро е да се согласуваме со нештата. Така да, денеска зборував за, нели, како што и ние целата тема овие неколку недели и кажав дека уствари ние можеме да земеме и целиот живот, но не исцрпна е темата за црквата, зашто во Новиот Завет гледаме дека е главна уствари пораката за црквата или главна е црквата што ја носи пораката, така да не исцрпне темата и ќе се излажеме само кога кажеме дека овие 6 недели ние се ќе опфатиме, се ќе научиме и после тоа можеме нешто друго да проповедаме. Секогаш е паметно да се навраќаме на ваквите теми, секогаш ќе се навраќаме на ваквите теми, но добро е кога ги имаме тие теми да опфатиме повеќе агли. Се согласуваме со тоа? Кога опфаќа човек повеќе агли, тогаш има повеќе опции. Кога имаш повеќе опции, тогаш имаш повеќе можност да се потрудиш. Кога имаш можност повеќе да се потрудиш, тогаш имаш можност и повеќе да успееш. Амин. Така некако оди тој процес на успевање на нештата. Успехот е баран од самите нас, успехот е баран од родителите, успехот е баран од општеството, но не секогаш е миновен, не секогаш е тој што покажува дали ти си живеел квалитетно со Господ. Го разбираме овој дел. Зошто? Зашто имаме разни параметри на тоа што значи успех во твојот живот, што значи успех во другите, што значи успех на црквата, во колективно ниво, така да не секогаш треба да ги делиме работите по успешни и неуспешни, но да имаме тенденција да она што го зборуваме, ако не друго го гледаме и после тоа
го правиме или го извршуваме, ако може на таков начин да кажем. Зошто? Зашто ако тоа ќе го читаме, ако гледаме раната црква, освен тоа што се собрала и очекувала ветувањето да биде исполнето, после тоа што направила? Се движела. Цело време била во акција, цело време, и акцијата на црквата никогаш не престанала, зашто и не е замислена да престане. Зошто? Зачнувањето на црквата почнува кога Исус вика: ве испраќам вам ни светот, да го проповедате моето. Они само очекуваат тоа нешто да ги удри по глава. Тоа беше Светиот Дух, кога ги удри по глава и кога ја добија таа сила и храброст да можат додат по светот и да го проповедаат Евангелието. Амин. Таму на едно место пишува дека иако гонети, каде што беа прогонувани, они таму го носе Евангелието. Ете, тоа е кога на човек не му можеш ништо. Ти го прогонуваш, а он прави дупли чекори. Он прави чекори на вера, он прави чекори во разбирање, чекори на евангелизација. Така да, кога на таков начин сме се научиле, и на таков начин ќе се научиме, тебе, мене, нас како црква не ни можат ништо, и тогаш сосема се легитимни зборовите дека портите на пеколот нема да ја надвладеат црквата. И што рекоме, не само да останеме во таа дефанзивна улога, него ајде сега и ние да надвладуваме. Имало периоди на црквата надвладувала, имало периоди кога била дефанзивна, кога била помалку офанзивна, но ајде да видиме на локално ниво зашто сме повикани и на таков начин да реагираме. Амин. Многу е битно, денеска зборував за колку е битно откровението за локалната црква. Ние го кажаме општиот наслов дека откровението за црквата општо е фактор за стабилност, но ако одиме чекор понапред ќе видиме дека откровението за локалната црква е баш фактор за стабилност во поединецот, а ти како стабилен поединец носи стабилност и во црквата. Амин. Што значи тоа? Дека еден без друг не можеме. Еден без друг не си можеме. Павле вика: видете ме мене, земете пример од мене, земете пример од Петар, но знаете ли, има разлика од видување и од загледување. Или, како се вика по скопски? Булјање, така некако? Да, баш загледување. Знаете кога сакате да видите нешто преку излог, а едвај вие матно, што правите? Се загледувате. Павле не вика загледајте се во мене. Загледајте се во Христос. Загледајте се во крстот. Земете пример од вашите до вас, од црквата, од водачите, од служителите, од човек што се покажа во твојот живот, но загледај се во Христос. Амин. Загледај се. Без разлика дали е матно, како што кажува Павле, делумно, ко матно, ко низ магла, ги гледаме работите. Ако се загледаш, ќе дојде јасната перспектива. Загледајте се во Христос. И вика, во втора глава дела апостолски, вика, беа постојани во апостолските учења. Ја верувам дека ние сме постојани во учењето и најверојатно поставеноста на црквата, посебно на протестантските, евангелско-протестантските цркви, е да баш се загледуваш и да си постојан во учењето. Зошто? Зашто средината на службата, средината на се што правиме е таа проповед. После таа реформација тоа било како главното. Не било главното литургиската служба, не било главното само Господовата вечера, него проповедта. Што сега ние разумно ќе можеме да слушнеме и тоа ќе ја изгради нашата вера. Така да, до некаде сме постојани во апостолското учење и во општењето. Во раскршувањето на лево, тоа ќе го имаме на крај на службата, и во молитвите. А страх и трепет влезе во секоја душа, зашто преку апостолите стануваа многу чуда и знаци. А сите оние кои поверуваа беа заедно и се им беше општо. И ги продаваа своите собствености и имоти и тоа го споделуваа со сите, секому според неговата потреба, и секој ден беа постојано и еднодушно во храмот, раскашуваа леп по домовите и јадеа со радост и со чисто срце. Го славеа Бог и беа мили кај целиот народ, а секој ден Господ ги придобиваше оние кои се спасуваа. Што мислите, Лука, пишувајќи го славеа Бог со чисто срце, имал увид во секое срце дали е чисто? Ја мислам не. Зашто не може човек да има увид
дали некое срце е чисто, освен преку духот, да верува дека во Христос срцата се очистуваат. Разбираме овој дел? Значи, тоа ни олеснува од осуда према другите. Кога знаеме дека Христос ни ги очисти срцата, нас ни олеснува да не ги судиме луѓето, нева напротив, да знаеме дека и за него има надеж, иако да тогаш ми мислеле дека нема. Сега, тука Лука е контрадикторен, иако нема врска од контрадикторност. Зошто? Зашто ако погледнеме на нашиот живот, ќе видиме дека ова што е тука опишано, во големи делови нас не се случувало. Нели? Во црква го има сето ова, општење со браќата, кршење на лебоци, сите тие нешта, но вика, едно интересно, првен страф и трепет ги зазема луѓето од самата црква, а не биле многу. А после тоа вика, на сите им беа мили. Ето го може би процесот и патот на еден верник, на една црква, како она обстанува во општеството. И ако погледнете на себе, барем ја на мене кој ќе погледнам, во многу случаеви ова нешто е сосема легитимно и е Лука бил во право. Зошто? Сум страдал за Христос, кажувајќи дека Христос умре и за луѓето, со тоа што сум бил исмеан, но од истите тие сум бил сакан, после тоа и љубен, и пофалуван, и уште ценет, и плюс повикан за совет или за било што, за дружба. Ете го тој процес. Така да не е Лука никако контрадикторен, зашто црквата е повикана од една страна да биде, ајде да кажам, понизна, од друга страна да биде страшна во позитивен контекст, да биде онаа што носи промени, да биде онаа што носи новости во луѓето, да биде тоа динамично нешто што постојано се движи и менува луѓе, менува животи, но од друга страна да станува мила ради Божјата љубов пред луѓето. Амин. И така да, Сабајле кажав дека во многу пати знаеме грубо да споредуваме цркви или ние самите и нашата црква да ја споредуваме со раната црква. Знаете, овие ми се мене, Андреј, Кате знаат најверојатно, постојано сме ги збореле на тие домашни групи и на тинеџерските, овие стихови ми се мене едни од омилените. Зошто? Зашто ми наликува на како функционирало едно семејство. Разбираме овој дел? Но грубо е понекогаш да споредуваме само со раната црква и не гледајќи на контекстот локален што го имаш, не гледајќи на историскиот контекст, не гледајќи на што бара сегашноста, ние да покажуваме со прсти зошто дека не сме како раната црква. Ја верувам дека има повикани цркви да функционираат баш на ваков начин, но не се сите исто повикани. Затоа е најубаво да погледнеш во себе, да погледнеш во твоето локално тело и да видиш што и каде Господ не води и не насочува. Разбираме овој дел? Така луѓе ќе се исцелиме од многу фрустрации во нашиот живот, мислејќи како нашата црква треба да изгледа, треба да биде, треба да наликува. Дали треба да наликува на некоја странска црква, дали некоја слична тука што ни е од другото мало или општо. Разбираме овој дел? Зошто? Зашто ако спецификата, ако Светиот Дух има за секого еден различен дар, различен повик, истото важи и за црквата како Христово тело. Амин. Така да секогаш, ама баш секогаш, кога ќе споредуваме со раната црква, мора да ги гледаме од една страна контекстите, но од друга страна да ги земаме до примерите како тоа се функционира. Зашто ако видиме тука, биле сложни, раздавале, ние немаме потреба сега да продаваме за да раздаваме. Може би некогаш во индивидуални случаеви или во моменти кога треба тоа и ќе го правиме тоа. Али не сме повикани да постојано го правиме тоа. Зошто? Работите се пораснати, не сме во такво прогонство како што била раната црква во прогонство. Но и како можеме да учиме за љубовта, за емпатијата, за кршењето, за таа блискост што ја негувале, иако после тоа гледаме раштркани. Вика, после тоа беа раштркани насекаде.
И како, ако што беа раштркани, они секаде цркви отвара. Ако одиме, понатаму ќе видиме дека во Антиохија, нели, не само што први ги нарекуваат христијани, луѓето следбеници на Христос, него и почнува да се организира црквата. Почнува да изгледа на тело. Но што прави Антиохиската црква? Не прави работи на своја рака. Него ги праќа Павле и вика, одете со Петар да се разберете за околу овие нешта за кои ние имаме спор. Амин. Оно што го збориме за локалната црква е луѓе од исклучителна важност за оние кои сакаат во животот, кои имаат намера да бидат дел од една локална црква. Денеска размислувам како да биде насловот, едно време ми текна локалното пред глобалното. Така да, дефинитивно, знаете како, најверојатно мора да се засакаш сами од себе за да почнеш да ги сакаш и луѓето. Тоа е некој факт. Истото е тоа и со црквата. Не можеме да викаме да црквата глобална, Божјото царство, кај што ние сме дел, ако ние немаме увид во локалното. Што збореме минатиот пат, не знам дали слушнате некој, Исус му вика, оди во градот и таму ќе ти кажат што да правиш на Павле. Оди во градот. Кој му пристапува? Му пристапува Христов ученик, дел од црква и му вика, вака и вака треба да правиш. Е таа големата улога, ниту малку Исус не ја одзема од улогата на црквата, него напротив, во негова сила ја дал целосниот авторитет на Божјото царство да го воспоставува. Знаете, јас имав еден случај, не знам дали сум го кажувал, порано сум го кажувал, не знам дали бргу сега сум го кажувал, али во тоа време беше за мене, можеби, случај кој онака ми направи квантен скок, ако можам да кажам, во разбирањето на нештата, е кога на едно дете што многу го сакав, што е запознал неговото семејство, каде што они самите изговорија дека кога јас влегов во нивниот дом како Господ да ме пратил како сите тие нешта, доживеа разочарување со тоа што ме тргнаа едноставно, рекоа, окей, ама не можеме да се дружиме со тебе. И така разочаран, зашто на сам почеток бев во разбирањето на Христос, на црквата, на евангелизација и на се друго, едни мои пријатели ми рекоа, супер ти направил, си пострадал за Христос. Вау. И она како Павле се чувствува горд дека имам удел во страдањата на Христос. Вау. Така да, не секогаш кога страдаме како за смрт, како за погибел. Амин. Ја дури верувам дека кога страдаме од нашите глави е можеби поопасно. Кога страдаме за Христос, Христос презема голем дел од работите. Еднаш кажав дека кога сме обвинети за нешто што сме го сгрешиле, е лесно. Ќе ни се даде шанса и прилика истото да го исправиме. Но кога сме обвинети лажно, радувајте се, Господ стапува на сила. Апостолите постојано беа лажно обвинувани. Исус првиот беше лажно обвинет, али Господ стапи на сила и ги оправда. Амин. Вториот дел од проповедта, зашто ќе оставиме малку и да објасниме околу Господовата вечера, нема многу, мислам дека од прилика ги знаеме нештата, али убаво е. Убаво е пред крштевање, убаво е пред Господова вечера, пред дарежливост, да го спомнеме тој дел или да донесеме дополнително објаснување за истиот дел како локално тело. Се согласувате со тоа? Мислам дека е многу важно, зашто ние понекогаш мислиме дека се знаеме, али не е така. Мислиме дека се можеме да направиме, ама исто не е така. Затоа е убаво кога се повторуваат работите. И ако црквата е повикана да води водечка, како да кажам,
улога во едно општество. Што сега не верувам дека е така. Барем не во оној дел што го гледаме, во тој практичен дел, едноставно светот се научи некако да ја трга дури на страна црквата. Али тие нешта ќе се сменат. Знаете што викаат старите? Дека каде што имало вода, пак ќе има, пак ќе почне да тече. Така да во контекст, ако еднаш се прашува, ќе се прашува пак. Амин за ова. Кажувам амин. Ова е многу битно. И зошто? За и да не се фрустрираме дека ние нешто зборуваме, а не го гледаме исполнето надвор. И така да, ако црквата е повикана да биде водечка, тогаш мора Христос и да ја спремил и да ја опремил незе. Мора одговорните исто така во црквата да ги опремат луѓето. Ти можеш да повикаш човек во служба, можеш да повикаш човек да ти помогне за било што. И мене ми се случило икс пати да повикам човек да ми помогне нешто со работа, ама после се огледуваш дека не џабе си го повика, може да ти прави друштво. Неко ако му дозволиш да ти заврши работа, ќе ти направи поголема штета. Или ако е нешто ќе скине прсти, ако е засечење нешто или било што. Го разбираме тој дел. Така да не смееме да го занемариме делот на опремување на луѓето, на спремање на нештата. Дали се тоа луѓе, дали се тоа служби или што друго ќе ви текне, не знам, во моментот што може да функционира во црквата. Едноставно, црквата чим го има авторитетот, ја има и одговорноста врз поединците, но има и можноста да бара одговорност од поединците. Затоа реков дека тоа е взаемно, дека тоа е наизменично, дека не може еден без друг. Понекогаш знаеме со дрво и со камења да фрламе по црквата, барајќи одговорност за нешто што ние воопшто не сме им дале прилика да може црквата да биде одговорна за нас. Не може човек на сила да биде одговорен за твојот живот. Се размислувале ова? Не може, треба да му дадеш прилика. Да го прашаш да ти каже. Исус вика, прашате, ќе ви се каже, тропајте, ќе ви се отвори. Па не ми се отвори. Па дали тропаше работата? За многу работи е така. Некој прашал, зошто Господ дозволува вака и вака? И човек му рекол, а ти го праша ли Господ зошто? Зошто мене ме прашуваш? Знаете, во него имаме пристап. Многу е грубо кога ние ги насочуваме луѓето према нашите искуства и викаме, тука е границата. Зошто? Ради што ние само тоа сме го искусили. И ради што ние тоа го знаеме и им поставуваме граници и викаме, тука е границата. Не е тука границата. Ослободи го човекот да може да направи може би повеќе од тебе, да дознае повеќе од тебе, со тоа што ти ќе бидеш мост да помине покрај тебе, а не ќе бидеш границата каде што ќе мора да се враќа назад. Али ние во нашата суета многу пати ги одвраќаме или поточно им стоиме на патот на процесите. Ајде да не биде секогаш на луѓето, да не се гледаме после напорби кој на кого му стои на патот. Али многу пати знаеме да стоиме на патот на процесите. Зошто? Што нашето искуство мислиме дека е врв на секој искуство, а не е баш така. Така да јас на тинеџерите многу пати им викам, не се загледувајте во мене или во Зоран, во Николче, во Вики, во Коки, во било кој што сега ги мислите дека се повеќе од вас или дека повеќе можат од вас, него едноставно загледувајте се во Христос, а Он може преку него ќе надмашати и секој еден друг. Зашто не се работи за надмашување на некого, се работи за ослободување на некого, за да се донесе плод и тој плод да остане. Тука црквата, тука општеството не може, ако се бори против црквата. Имам еден пријател што многу сака борби, 1-1, 2-1 сега за нас и такви работи. Така да, тука не може. Тука црквата е стабилно место. Стабилноста, луѓе, не секогаш иде зашто Бог е стабилен. Тоа го знаеме, тоа е секогаш. Стабилноста иде кога ние ќе прифатиме дека можеме да растеме во стабилност. И кога ти, поединец, израснуваш во стабилност, ти каде да газиш носи стабилност. Каде да одиш, каде да влезеш носи стабилност. И луѓето не приметуваат, а некако се подредуваат, некако стабилноста ја согледуваат и викаат, еј, па лесно е со тебе. Еј, па можело и вака и вака.
Не разбирајќи дека ти си ја носел таа стабилност. Таа стабилност се негува во тајната одаја, во тајната соба, во горната соба. Таа стабилност се гаи лежејќи и стоејќи пред Христос. Но знаете каде највеќе се гаи? Меѓу нас луѓето. Љубовта се одржува, ќе читаме тоа, меѓу нас луѓето. Стабилноста се гради, трпението се гради меѓу нас луѓето. Зошто? Зашто на Бог важни му се точно и токму луѓето, а не колку и како него ќе му се прикажеме. Пошто не ги познаве влакната и не ги знае колку се на број. Амин? Така да, ако кажуваме дека мора да бидеме опремени и дека треба да опремуваме, ајде да видиме што Јуда кажува. Кој е тој пат на кој ние препознаваме што имаме и сега делуваме во истото. Јуда 1.20 ви кажав приказната за Јуда дека малку го потценив ради што напишал само една глава, али Светиот Дух ми вика оди на 20 стих, па после проценувај. И после реков, па ова можело и само ова да биде во Библијата, доволно ти било. Вика, а вие, мили мои, изградувајте се себе си врз вашата пресвета вера. Знаете што како ми звучи ова? Не трчајте пребрго да изградувате други. Изградувајте се себе си во вашата. Која ваша? Пресвета. Била изигравана верата во тоа време, изигравана и сега. И затоа Јуда имал поттик, имал порив да каже вашата пресвета вера. Зашто ако читаме погоре, ќе видиме дека тие викале, каде ти е ова, каде е верата, која е таа вера. Значи, едноставно, била исмејувана. И знаете, не можеме поинаку да размислуваме за верата која не спасува, за верата која не движи, да кажеме, освен да кажеме дека е пресвета вера. Амин. Молејќи се во Светиот Дух. Еве една или втора практика, како сакате наречете, ова се пракси, дефинитивно. Не може човек да се моли за тебе, мора ти да се молиш. Така? Човек може да се моли за тебе, за исцеление, за било што, но да се моли место ти да се молиш, не може. Треба и ти, така? Ева втората пракса што Јуда ја кажува, молејќи се во Светиот Дух. И ако сме премногу духовни, ќе речеме само да, треба само на јазици да се молиме. Но ја не би рекол дека е така. Тоа е комбинација од молење на јазици и молејќи се преку во Светиот Дух. Амин? Што значи тоа? Тоа значи дека не е опасно како ќе почнеш со молитва, но да се најдеш во Духот и да завршиш во Духот. Амин? Ето тоа значи за мене молејќи се во Светиот Дух. Значи сите, тоа е, знаете како? Тоа е како не знам, вие сте тренер на екипа, фудбал, мене фудбалот ми е секогаш као прва опција, и ги имате и Меси, Роналдо и кој друг, и Неймар, а вие ги држите на клупа и играте со, не знам, некој од втора лига играчи. Тоа е кога ги имаме опциите во Светиот Дух, на јазици, молејќи се во Светиот Дух, барајќи проникнување во Светиот Дух, барајќи пророштво за луѓето, барајќи збор на знаење или сето тие, ние да не ги избираме тие и да бараме религиозно да обавиме некоја молитва, што е само трета или четврта лига према она што го имаме во Светиот Дух. Одржете се себе си во Божјата љубов. Нестрпливо е, ако Данче многу пати јас дома седам и вака ногата, само доста ми делуваш на нестрплив. На некој начин е нестрпливо, очекувајќи ја милоста на нашиот Господ Исус Христос за вечен
живот. Вау. Ако ќе се навратиме на одржување на Божјата љубов, ако читаме и трите се акција. Работи што ги наоѓаме во Светиот Дух и ние презимаме акција за истото. Видете, ја не знам што значи за вас акција да се молите. Можам да кажам за мене, на каков начин ја функционирам во моите молитви. Ја не знам што значи акција за вас. Стево ми кажа додека работи најдобро му оди. Тоа е акција. Друг ми кажува додека музицира. Трет, не знам, мене додека мијам садеви највеќе му оди. Сум ми кажал многу пати. Искрено. Без фолирање. Ја не знам што значи, но знам дека треба да покажем акција. За да не дозволиме малку квас на мрзеливост го покваси целото тесто и се наоѓаме во ситуација каде што ние сакаме, духот е бода, ама телото ни е слабо. Така да, и сите три, каде, спомнав на средина негде, каде највеќе можеме да се одржиме во Божјата љубов, ако не меѓу браќата и сестрите? Да, ќе ми кажете, најтешко е, али да, најблагословено е. Да, најголем плод има. Да, тоа го бара и нашиот Христос. Јован вика, абе меѓу вас сакајте се и на таков начин ќе да знаете да го сакате Бог. А не вика сакајте ме мене, покажете се во се со мене, па другите занемарете ги. Не е така. Не е баш така. Сега ако сме премногу духовни, ќе останеме на овие 3 стиха, зашто си доволни. Не сакам да појдеме до 25 стих, да дадеме на целосна перспектива за она што го верувам, а и вие да размислувате за таа целосна перспектива за истото. Бидете милостливи кон оние кои се сомневаат. Многу пати сум се нашол во ситуација. Ќе си зборувам од мој пример, да не биде сум видел некој вака правил, така правил, сум се нашол во ситуација каде сум бил безмилостлив. Зошто? Само заради моите мисли дека ако не му објаснам на човекот во неговиот сомнеш, јас ќе го изневерам Бог. И сум бил немилостлив да му докажам дека не е во право. Вау. А Јуда вика, бидете милостливи према оние што се сомневаат. Тоа значи, слушате да го е голема мудрост, бидете милостливи кон вас самите кога се сомневате. Ќе видиме зошто на крај. Спасувајте ги другите. Излекувајќи ги од оган. Ако видите човек во оган или во давење, спасувајте го. Спрема некој па покажете милост со страв, мразејќи ја дури и облеката од телото оскверната. Ова било големата дилема и на тогашната црква и на тогашните апостоли. Што е чисто, што е нечисто? Додека не доби шамар Петар. И не види дека што Христос очистил се е чисто. Амин. А оној кој може да ве дочува од слизнување. Вау. А оној кој може, затоа ви реков да бидете милостливи кон самите себе, кога се сомневате. Зашто има некој што ќе ве дочува од слизнување. Нашите падови, верувајте ми, нова, иако може негувате поинаква теологија или логика, не се толку страшни, колку и нас да не звучат страшни, зашто ние и стануваме, но и паѓаме пред нашиот Бог. Тоа значи, затоа го ставиме тепихот, да ако духот не води да паднеме на тепих, не на плочки, ние паѓаме во Божи раце, паѓаме во Ине. И ајде си, кај мене си на сигурност и на безбедност. Знаете, кога го негуваме овој став, полесно ќе справуваме со нештата.
Затоа ако оној што може да ве дочува од слизнување и да ве постави непорочни пред неговата слава. Знаете што значи тоа? Он се заложи за нас, за пред него да бидеме како него. Вау! Атанасий Велики има кажано една многу јака изјава кога го опишува Давид и за Давид кажува нели царско свештенство сите тие нешта пророк во сето тоа и вика преку Светиот Дух како и ние луѓето станавме богови по благодат. Разбираме овој дел? Он не зачува од сопнување да не покаже пред него непорочни во слава пред самиот него. Преку него, за него, така беше. Со голема радост. Тоа го барав постојано. Знаете, многу пати сме се запрашале дали Христос е задоволен од нас. Многу пати самите сме дали одговор и сме рекле не сум сигурен дали е задоволен од нас. Он со радост гледа на нас, самите. Со радост гледа на нас црквата. Знаете зошто? Зашто си го почитува делото што го направи на крстот. Што беше делото на крстот? Да не воведе нас во него. Така да не може да се побие сами од себе и да каже ја направив нешто несовршено во мојот народ. Али мене ми треба време, ако имаш времето. Али мене ми треба повеќе љубов, ја имаш и љубовта. Разгорувај ја, удржувај се. Али мене ми треба уште малку да се подисправам. Имаш праведноста, прифати ја и расти во неа. Го разбираме овој дел? Таа е таа акција на акција и реакција. Значи, ние правиме акција на прифаќање на она што Христос го направи на крстот и на тоа реагираме што го живее истото. И затоа Павле вика, што се трудам да постигнам она од кое веќе бев достигнат. Еве ги тука негде на исто рамниште улогата на поединецот и улогата на црквата, заедно вплотени во Христос, кој е главата на се. Амин.